Очигледно е дека ќе бидете министар за внатрешни работи, нема што се случи да тоа не биде. Кои ќе бидат вашите приоритети од првиот ден? Тоа е номинацијата која што ја добив синоќа од партијата и од договорот за реализацијата на договорот од Пржино. Нормално приоритетите на новиот министер, моите приоритети треба да бидат да се релаксираат граѓаните на Република Македонија. Клучен приоритет, да не се чувствуваат исплашени, да не се чувствуваат под притисок, да ја релаксираме воопшто состојбата во државата преку доближувањето до граѓаните, бидејќи само со релаксација на состојбата, со слободни граѓани ние можеме да имаме слободна држава што ќе носи сериозни одлуки за иднината на оваа земја. Дента кога ќе бидете министер ќе се изнаслушаме се и се што очигледно е од тоа немате спас. Дека министерот само што стигнал првото нешто што го направил е разрешил овој, назначил оној. Знаеме кои се рамките и кои се вашите можности сето тоа да го правите, но очигледно е дека вие морате некого да промените за да имате доверба во идната соработка. Ќе промените ли некого? Целта на мене и на Социјалдемократскиот сојуз не е да владееме со Груевски судови, туку да бидеме контролен механизам и во тој дел сакам сите во Министерството да бидат релаксирани. Заради тоа што нема да влезам во Министерството за внатрешни работи или нашите министри во сите други министерства да разрешуваме и да креираме политики. Ние сакаме да бидеме контролор на оваа власт и да навистина секој од министрите создаде минимум тим со кој што може да работи. Тоа се очекувањата и на граѓаните и јас токму и во тој правец ќе биде и моето делување внатре во Министерството за внатрешни работи од првиот ден. Имам тоа че го прочитам. Зошто на 11 мај не бевте да ги посетите повредените полицајци во болница, а во меѓувреме се сликавте во диво населје? Ова е една констатација која што доаѓа од провладените медиуми во овие моменти, како и на кој начин да се води црна кампања за да се оцрнат другите. Меѓутоа јас ќе прашам, каде е одговорноста на Груевски и на сите останати? На Чавков, на Гордана Јанкуловска, на Сашо Мијалков. И зошто се случи ова што се случи во Куманово? Апсолутно јас ги почитувам сите структури во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа нашиот гест, односно гестот на претседателот Заев, на посета токму на подрачјето на креираната криза во Република Македонија даде сигнал за заедништво, за храброст, за единство помеѓу населението и тоа е клучната порака што сакаме да ја пратиме од тој собир. Секакви вакви глупави коментари кои што се даваат во моментот не одат во прилог на релаксирањето на односите помеѓу граѓаните во Република Македонија. Јас знам дека специјалните единици, дека полицајците во Република Македонија најдобро знаат што значеше таа акција и зошто достигнавме таква катастрофа каква што ја достигнавме во Република Македонија. Конкретно, која е вашата стратегија? Имате ли некоја стратегија за промена во Министерството за внатрешни работи? Кон подобро е, затоа што дозволете да заврши изборот и понатаму ќе седнеме ќе разговараме пред се со медиумите, со граѓаните за сите прашања кои што ќе ги превземам во Министерството за внатрешни работи. кога очекувате избор? Најверојатно понеделник би требало да се одржи седницата, можеби и вторник. Тоа зависи од претседателот на собранието и тоа му го оставам на него. Добро, фала. Благодарам.